Фондацијата Тиквешки вински пат вчера јавно обелодени нов проект кој ќе го реализира во општина Росуман заедно со локалната самоуправа. Се работи за првиот центар за храна, вино и туризам. Во тек се градежни активности за реновирање на старото училиште каде ќе биде сместен нови центар. Проектот е наречен Тера вино или земја на виното и е во рамките на прекуграничната соработка меѓу Македонија и Грција. Виолета Јанкова, која е директорка на Фондацијата Тиквешки вински пат, на вчерашниот инфоден рече дека овој проект е вреден околу 510.000 евра и е дел од средствата од ИПА програмата на Европската унија. Во тој објект ќе има амфитеатар, вели таа, сала за дегустација и изложбен дел, туристичко-информативен центар, канцеларија за обука. По изградбата на овој центар, кластерот составен од приватен сектор, од винарството, земјоделието, туризмот и типични производи од двете страни на границата, ќе можат да ги изложат своите производи, да ги едуцираат, да создаваат заеднички производи кои потоа ќе се продаваат на трети пазари, рече директорката на Тиквешки вински пат Јанкова. Градоначалникот Бранко Јанев ги поздрави сите напори за реализација на проектот, кој по многу време истиот ќе се реализира. Реконструкцијата и адаптацијата на старото училиште е потреба на општина Росуман. Верувам, рече тој, успешно проектот ќе го завршиме до крајот на оваа година. Ние како општина учествуваме со околу 220.000 евра. Росуман посакуваме да стане поголема туристичка дестинација со многу содржини, рече Бранко Јанев, градоначалник на општина Росуман. Реализацијата на Тера вино, вредна повеќе од половина милион евра, го поздрави Јан Маат од Европската унија, кој оптимистички се осврна на реализацијата на вакви и слични проекти кои придонесуваат за поголем економски, а пред се туристички развој на земјата. Ова беше прилика домашните приватни винари од општина Кавадарци и дел од Росуман да извршат презентација на дел од своето производство кој најде на убав прием кај посетителите, а неколкумина од приватните производители на храна и домашни ракотворби го покажаа своето производство. Тиквешки вински пат како фондација работи од 2006 година. Целта е да го развие туризмот на едно повисоко ниво. Се собравме денеска тука заради тоа што работиме на еден проект заедно со општина Росуман и од грчка страна со Министерство за они го викаат Македонија и Тракија, Факултетот Аристотели со Солун и Италијанско-грчката комора. Проектот е вреден 508.000 евра, финансиран од Европска унија преку фондовите ИПА-2 2014-2020 година. Ке се реновира објект, веќе е почнато со реновирањето, тоа е старото школа во општина Росуман до игралиштето, кое е со површина од 700 квадратни метри. Во тој објект ќе има амфитеатар со 200 седишта, ќе има сала за дегустации и изложбен дел, ќе има туристичко и информативен центар и канцелари училници за обука и можам да кажам дека наредните 7 години Фондацијата Тиквешки вински пат заедно со општина Росуман ќе управува со тој центар. Тој ќе биде место каде што и грчкиот партнер од грчкиот регион што се работуваме и нашите членови на кластерот ќе можат да ги излагаат своите собствени производи и продажно. Значи, не само да ги излагаат и да ги продаваат и од областа на туризмот, и од типичните производи, и се разбира виното како главен носител на туризмот во Тиквешијата. Некој, овдека гледам малку луѓе што не ги знам, значи ние работиме од 2006 година, основани сме од 4 општини, Кавадарци, Неготино, Росуман и Меркапија и двајца од приватниот сектор, меѓу кои една сум јас. И веќе 13 години работиме, ова ни е четврти објект што го реновираме со европски пари. И првиот музеј за вино можам да се пофалам во Македонија дека го направивме. И сега оваа година добиваме еден залет со поттик на Европска унија за тоа што има фондови за мали и средни предпријатија, поддршка на кластери, така да секој од членките на кластерот и од Грчка и од наша страна ќе можат да го најдат својот бенефит, за тоа што планираме да направиме еден заеднички пакет производ туристички, кои што ќе се посетуваат винариите од Тиквешијата и винариите од нивниот дел, од другата страна на границата. И тој заеднички производ ќе има промотивен материјал направен, ќе има видеоспот, ќе биде промовиран пред новинари и туроператори, тоа на крајот на проектот, кога ќе завршува, кога ќе биде готов центарот, ќе имаме тест тура, една промотивна тура, каде што ќе се промовира производот и потоа ќе може заедно со Агенција за туризам и со Министерство да се продава на трети пазари.
Исто така, овој центар нема да служи само за изложбен дел, тука ќе се вршат едукации, затоа што низ разговор со членките на кластерот, а и тие што не се членки, ама се надеваме дека ќе станат, едукација им фали на сите. Исто така ќе се прават промотивни настани, но не за тука, само за нашите од земјава, туку и за луѓе од Грција, од Албанија, од Бугарија, од балканските земји пред се. Меѓутоа, Тиквешки вински пат е дел од една европска мрежа, се вика Itervitis, таа се вински патишта на Европа. И ние сме еден од 33 културни коридори на Европа, под Советна Европа. И планираме сите тие земји членки, кои што се Италија, Шпанија, Франција, Португалија, Словенија, Грција, Бугарија, Русија исто стана членка сега во последно време. Значи сите тие членки да ги носиме тука на настани кои што ќе ги правиме и во Грција и кај нас, кај партнерите, значи со тоа сакаме да го развиеме винскиот туризам, да го подигнеме на многу повисоко ниво. Министерство за економија веќе спрема стратегија за развој на винскиот туризам. Агенцијава исто така дава поддршка, спремаат и водич, сега не знам кој од тие две институции, вински водич, а ние се надеваме дека ќе добиеме уште еден проект за да го надградиме центарот, да стане мултимедијален и да стане позната и школа за готвење, пошто и тоа ни фали во Македонија. This event comes at an interesting time. Овој проект доаѓа во интересно време за Северна Македонија, ако можем така и да кажем. Запознаени вчера во Брисел веќе имаше сесија на Европскиот совет околу можните отварањето на можните преговори со Македонија. Иако не беше дадено зелено светло на вчерашниот состанок, може да се каже дека тоа е за очекување да се постигне на следниот самит кој ќе се одржи најдоцна до октомври. И решението ќе се базира на извештајот на Европската комисија кој беше направен минатиот месец и ќе биде базирана на безусловна поддршка за отварање на преговори. И оваа поддршка ќе се базира пред се на подобрувањето на состојбите во неколку области, како што е владење на правото, но исто така видливите подобрувања во подобрувањето на меѓусоседските односи. Иако подобрувањето на меѓусоседските односи со Република Грција беше видливо и во заведено со договор, ние сме сведоци на веќе постоечки добрососедски односи пред се преку ваквите програми како што се оваа програма за прекугранична соработка на ИПА. Оваа програма за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција функционира веќе подолго време и досега во тотал во целост се потрошени средства до околу 45 милиони евра. Главната цел на оваа програма е да се заакне територијалната кохезија, а со тоа е да се подобрат животниот стандард и можностите за вработување и во едно подобрувањето на еколошките стандарди и надградбата на стандардите поврзани со туризмот. Очекуваните резултати на оваа прекугранична програма за прекугранична соработка е подобрување на здравјето и живењето на населението кое е во оваа прекугранична област, создавање на нови работни места во секторот туризам, подобрувањето на ефикасноста на граничните премини. Ние веќе правиме едене на главниот транспортен коридор, но за очекување е дека набрзо ќе се работи на повторно или на реотварање на граничниот премен Маркова Нога кај Преспа. И последните два очекувани резултати е подобрувањето на управувањето со отпад и рециклирањето на материјалите, подобрување на мерките кои се однесуваат на справување со природните непогоди, како што се пожари, поплави, свлечиста и така натака. Овој проект на кој присуствуваме, значи нас не присуствуваме денеска, е во согласност или се вклопува во оваа прекугранична програма. И како што веќе слушнавме, се однесува на подобрувањето на капацитетите и транзиција од производство на вино преку создавање на туристички услуги поврзани со виното и винскиот туризам. И специфичната цел на оваа програма е подобрувањето на капацитетите и вработувањето во делот на туризмот. Слушнавме за активностите кои се спроведуваат и кои треба да се дореализират и тука нема да се повторувам. И освен што се надевам дека ќе создаде услови за зголемување на работните места во овој сегмент, се надевам дека проектот ќе работи на продлабочување на врските и
прекограничната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Грција. И се надевам дека ќе има одредени реклами или маркетинг инструменти во кои ќе се поканат луѓето од Северна Грција да го посетат овој регион и обратно, луѓето од овде да одат да посетат регионите во Грција. После толку време почнавме со активности околу реконструкција и адаптација на старото училиште, кој што е дел од проектот, прекограничниот проект меѓу Македонија и Грција, односно ИПА проектот или Тера Вино. И верувам дека успешно овој проект ќе го завршиме. Крајниот рок на завршување на овој проект е негде кон крајот на година, а ние како општина, како еден од учесниците во овој прекограничен проект, можеме да кажеме дека сме задоволни, учествуваме негде, односно сумата со која што сме вклучени во овој проект е негде околу 220.000 евра, што не е за подценување. Очекуваме дека намерите кои што ги имаме да ги направиме, односно со проектот кои што се предвидени, дека ќе придонесат за поголема туристичка пресеја афирмација на овој дел, бидејќи преку изградбата на овој проект предвидени се простори каде што може да се прави презентација, дегустација, маркетинг служба, разни предавања, семинари и така натаму. На крајот да ве поканам сите да пробате од производиве кои што се едно може да бидат понатаму дел од производите кои што ќе бидат презентирани во просторот кој што очекуваме да биде реализиран.